Ние имавме утакмици кои беа достојни на нашата екипа. Ние во Македонија екипите кои што се среќававме, ги победувавме со 10 гола разлика. Но овде имаше екипи кои беа доста добри и малку се измачивме, но на крајот го освоивме првото место и станавме балкански прваци. Значи, не само тоа што го освоивме првото место, ние на овој турнир добивме и најдобар играч и најдобар голгетер. Котева Александра беше прогласена за најдобар играч, а воедно истата со 11 голови беше и најдобар стрелец. Симпатиите од Косово беа преголеми за нашата екипа. Посебно не треба да ги одвојувам, но сите подеднако беа прифатени од самите играчи од Косово и од публиката и од организаторите. Значи, гордост е на општината, на регионот и на државата. Мислам дека таков успех не е постигнено никој пат до сега од таа генерација, од основно образование да станеме балкански прваци. Това е за поздрав и се надевам дека дравата е опрска према нас, не само према нас, и према многу државни институции како со млади спорт, бидејќи ние со тај успех што го постигнаваме и тие активности што ги имаме, се уште не имаме спортска сала. За жал, тие деца што постигнат најнови резултати треба да вежбат по камењето или по асфалтот, кај што не е безбедно, нема убави услови за това. Значи ние како општина, после тај успех и од нас покренеме иницијатива до владата, до млади и спорт и до Министерството за финансии, да можеме да излобираме тоа што ни треба. Нас ни треба моментот сала, дека ќе можете вие и тие играчи што идат после вас да вежбат, да ги продолжат тие резултати што има. Значи, очекувајте од нас целоста поддршка, а ние, како општина Ново село, на првата седница ќе одредиме, може да ќе биде скромна, ама една убава награда за сите поединци, за сите вас.